Во општина Бутел почна одбележувањето на Денот на екологијата. Манифестацијата почна пред споменикот на Никола Јонко Вапцаров во паркот пред општината, со учениците од Основното училиште Живко Брајковски, кои работеа на еколошката тема отпад и како да се искористи хартијата што се фрла. Учениците, поделени во 5 групи, извршуваа најразлични активности. На хамер се пишуваа екопораки, се садеа дрвца и цвеќиња, од рециклирана хартија се правеа брикети, украсни предмети и накит. Градоначалникот Велимир Смилевски истакна дека битката за поздрава животна средина е наша секојдневна обврска во која активно треба да се вклучат не само најмладите, туку и возрастните граѓани. Тој уште еднаш потсети на останатите активности што ќе се одржат во текот на оваа и наредната недела. 10 дена, значи, ќе имаме различни активности, различни настани на различни територии на територија на општина Бутел, каде што сите заедно ќе учествуваме и ќе се наградуваме. Ќе завршиме, значи, на 30 со една голема велосипедска трка или движење низ општината, каде што ќе ги наградиме сите оние дечиња, училишта за се она што ќе престои, значи, во наредните 10 дена. Со ова мислам дека ќе имаме една навика која што многу често вакви активности ќе ги правиме, благодарение и на Министерството за екологија. Ќе имаме и низа други активности во наредниот период и се надевам дека ова ќе ни биде една основа за понатамошните активности. На манифестацијата присуствуваше и заменик министерот за животна средина Јани Макрадули, кој истакна дека е задоволен од оваа манифестација со која, како што кажа, младите ги засрамуваат возрастните за нивото на свеста кога е во прашање за чувувањето на животната средина. Она што е јасна констатација е дека по возрастните ние треба да учиме од помладите. Очигледно нивната свест за здравата животна средина е повисока. Тие од мали нозе научија како да чуваат природата. Јас не се секирам за еднината каква ќе биде на Скопје и на целата држава. Она што е битно за нас по возрастните, како да ја сочуваме додека дојдат овие активисти, екологисти, кои што очигледно станува реалност. За време на манифестацијата се водеше дебата меѓу учениците и заменик министерот Јани Макрадули и градоначалникот Велимир Смилевски. Учениците се интересираа за многу значајни прашања од областа на екологијата. Исто така, учениците кои беа присутни на хамер испишаа најразлични пораки поврзани со екологијата. Како деца свесни сме за нашата природа и околина. Пред се, овие проекти ја развиваат свеста и ја разбудуваат свеста кај нас дека треба да се грижиме за природата на вистина и да предонесуваме во тоа, бидејќи на вистина тоа е пред се еден дел од живот, нашиот дел од животот. На сите активности кои ќе се случуваат во текот на оваа и другата недела ќе учествуваат учениците и децата од градинките. Учество ќе земат и родителите, односно граѓаните на општина Бутел, а ќе бидат обезбедени и соодветни експерти за конкретните теми што ќе се обработуваат. На крајот ќе бидат наградени трите најуспешни тимови, најдобриот екострип. Ќе се доделат пофалници, благодарници и планинарски ранци.